Како дете беше Илијана Бергово дете, се до запишувањето во средно училиште, од неја можеше токму да се очекува се и сешто. Како многу мала, бев многу пал. Значи, скокав по кревети, нон-стоп беше растурено, се. За прва замислена љубов имав симпатија уште во забаваче. Децото не се враќа, баба пред дедо се жали. Па да, ако ги сметаме приредби во градинки, има повеќе од 20 луѓе, ама не беше многу. А инаку, за пред многу луѓе ми беше на Калинка. Потоа се редеше логично. Плейбекот го замени со пеење во живо, а омилената играчка, микрофонот, го замени со вистински. Најдобар настап ми е на мини концертот што го имав. Незиното мислење за Тоше? Тој знаеше да биде звезда без да лета во облаци. Мислам дека најбоljе можем да ја донесем со емоција песната. Многу моќно, Јуле. Ете ги обожавателите. А што ќе кажат членовите на жири комисијата за твојот настап? Јуле, здраво. Среќиче, мила.
Шо, да не ти е комотно халинчето? Но, Корсетот паѓа? Малце нели незгодно? малко, да. Знаеш што? Тој што го правил стайлингот, за ваква енергична песна, поготово за ваков енергичен пејач, ве молам, немојте корсети. Може да се случи нешто непредвидено. Например? Ти одна сакаш да знаеш, толкава ти устата да знаеш. Сакам да знам непредвидено, што ми се случува, сакам. Може да падне. Кој да падне? Корсетот. Корсетот нека падне, Јуле да не падне. Мила моја, толку ме збуни со твојата интерпретација дека што заборавив дека имам и мастика во уста, која што обично е голтам пред да се вклучат камерите, а ви држев лекции таму позади дека тоа не смеете никако на сцена да го правите. Јуле, прво си реков, Боже, кај избра оваа тешка песна, сложена, многу сложена песна. Почна со многу емоција и имав страв дека ќе прегориш во сето тоа. И одеднаш кod пола песма натаму ти гризеше и не се даде. Браво бе, Јуле, алал да ти е. Браво. Вака би искоментирал Игор Джамбазов, а сега да ти кажам што мислам јас. Па кажи ја што мислам. Тони би рекол... Прекрасна беше љубов. Браво, браво. Игор, ти ќе збориш или... Не, збори ти. За тебе имаш портпарол. Да. Јуле, злато моја, колку што е тешка вашата работа вечерва, толку е тешка и нашата. Нашата е секако полесна, бидејќи не ни е прв пат да ве видиме и да ве чуеме. Значи, вие што сте веќе меѓу најдобрите 13, имате и свое минато, кое се зема во предвид. Мене ми е многу жал што Калиопе е во право и што најверојатно сите вечерва согоревте помалку во желбата да не се избрукате пејќи песна на Тоше. Но тоа никако нема да ви се земе за минус, особено не кај нас, особено кај публиката која точно знае што значи да се пее песна од Тоше. Ти го направи најдобро што можеше за оваа вечер, а знам дека можеш многу повеќе и знам дека тоа ќе ни го докажеш веќе следниот прат. Браво, негорци, браво, негорци! Јуле, ти си како темпирана бомба. Само ти го знаеш тајмингот кога ќе експлодираш. Тоа вечерва го направи во песната. Тоа што ти го носиш со тебе и тој допир од Господ што ти е даден и тој твој талент да ги филтрираш работите и да јас се убедам вечерва дека оваа песна е твоја и дека ти ја пееш наназад години колку што постои, мене ме фасцинираше. Ти посакувам се најубаво и нека гласа негорци за тебе. И цела Македонија. И негорци е голема општина. Ама сега. Побели Јуле во црвената соба. А јас тука ќе ве повикам сите вас пред малите екрани и тука публиката која што е во салата да ги земат телефоните во своите раце и да гласа за Јуле. Јуле очекува да влезе во финалето и да биде првиот македонски идол. Зошто да не тоа да не биде баш Јуле. Одиме во црвената соба за Јуле да ги каже незините впечатоци од незиниот настап. Некој плете ружи. Јас си очекувам Јуле. Јуле, ајде, дојди веќе една. Честитки од мене. Одличен настап. Задоволна? Само да те чујат и тебе, се извинувам, драги гледачи. Задоволна? Да. Од коментарите не можев многу да чујам, многу бука. И од коментари, и од настап, и од публика, и... Така, знам дека даден максимум, само нема да ме експлодираш. Не. Немојте, ако си темпирана бомба, немој се. Ако сакате да гласате за Јуле, веќе добро знаете, искуцете го нејзиниот број и се разбира, праќете што повеќе SMS пораки доколку сакате да гледате и понатаму во македонскиот идол. Кога гледаме понатаму ќе да знаеме веднаш подсетувањето од нејзиниот настап, тој што туку што го видовме.